Нема веќе фудбалче и кошарка во владините канцеларии, ке има реформи и ефикасна служба во функција на граѓаните. Дополнителниот заменик министер за информатичко општество и администрација Стефан Андоновски најави трансформирање на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, познато како Министерството на Артан Груби. Во иднина тоа ќе стане Министерство само за односи меѓу заедниците, бидејќи политичкиот систем опфаќал многу поширок круг на делување. Мислам дека нема да постојат прв и втор вице-премиер. Планираме една мала реконструкција во Министерството за политички системи и односи меѓу заедниците и мислам дека во оваа насока граѓаните ќе бидат навистина задоволни. Спорт во рамки на канцелариите нема да се практикува, има спортски сали за тоа. Вториот дел, мене како правник навистина ми пречи тоа што Министерството се нарекуваше за политички систем, кога знаеме дека сето ова што ние го работиме е политички систем. И собранието е политички систем, владата, и дури и судовите се политички систем, ако сакате, тоа е поделба на власта кај нас на три дела. Дека нема да биде ништо како што беше досега е јасно, но она што се уште е нејасно е како ќе изгледа составот на новата влада. ВМРО-ДПМН веќе соопшти дека обезбедила 61 пратеник, што и дава комоција во преговорите со албанската опозиција. Од пред неколку дена се водат и конкретни преговори за коалицирање меѓу ВМРО-ДПМН и Вреди. Арбен Таравари, кој заедно со другите лидери од коалицијата беше на средба со Албин Курти за јавниот сервис на Косово, кажа дека новата влада би требало да биде формирана во првата половина од јуни, а кон крајот на мај планирано е да се конституира собранието. Најавува дека ќе имале значителен број министерства, како и собраниски спикер. Верувам дека една од трите главни функции во државата, односно претседателот на парламентот, ќе продолжи да биде албанец и значителен број министри, особено за оние области каде што имаме експерти. Кога ќе се конституира парламентот, претседателот на државата мора да даде мандат за формирање влада. Во првата половина на јуни сигурно ќе имаме нова влада. Додека албанската опозиција преговара да стане власт, дуи некако тешко го прифаќаат фактот дека заминуваат во опозиција, се жалат дека одлуките за прегласување биле договор меѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ со цел нив да им се одземеле пратеници, Али Ахмети повторно почна да споменува можни меѓуетнички тензии. Ако договорот меѓу партиите и понатаму се одвива без да учествува во фронтот и опозицијата, се плашиме дека ќе има влијание и на меѓуетничките односи, кои ние не ги посакуваме. Ние сакаме да има некакво нивно придвижување, зашто сме инвестирале доволно во ова место, во оваа држава, 22 години поред, така што ние ќе правиме анализа, бидејќи ова повторување што ќе се прави со една ризична позадина. Ризично е тоа што се прави, бидејќи може да не стави во состојба на братоубиство, како што тоа сега се прави во едно избирачко место во Желино. Владината реформа на ВМРО-ДПМН предвидува и две нови министерства за енергетика, рударство и минерални суровини и за спорт. Целта на првото е тоа што Министерството за економија многу слабо ја вршеле работата, а планот е досегашната агенција за млади и спорт да се трансформира во министерство, а секторот млади да влезе во социјална политика, демографија и млади, ресорот труд да влезе во Министерството за економија и труд, а од таму да се издвои туризмот и да биде дел од Министерството за култура. За реализација на плановите на ВМРО-ДПМН ќе му биде потребно двотретинско мнозинство во парламентот. Нивната идеја е да не се зголемува бројот на вработени, но ќе има реорганизација, се со цел новите институции да бидат пофлексибилни и максимално да им служат на граѓаните.